зашто само нескротливоста на водите кријат во себе и носат символика за минливоста на животот, на нешто што тече, што се менува, додека спротивно мостовите значат трајност и вечност на човековото дело. Мостот е символичен во кинење на границите, во поврзување на крајности, зашто раздвојуваат, туку поврзуваат луѓе, така некако или никако поинаку, познатиот нобеловец, барем за постарите, Иво Андрич, во своите дела Мостот на Жепа и Мостот на Дрина го опишува усудот за неминливоста на мостовите во човековото битисување. Порече, еден од најубавите предели и сигурно еколошки најчист во државава и на Балканот. Има се, планини, реки, води, природни убавини, пештери, археологија, историја. Нема луѓе. Има или имало некогаш и повеќе, колку за подсетување. Општина Македонски Брод има дури 53 села, а во нив по некој старец. За детски плач ретко се зборува. Причината прозаична, условите за живот. И доаѓаме толку близу до Бога, а толку далеку од цивилизацијата. Лето Господово 2012 година. Во Порече одеднаш направени 6 бетонски мостови. Луѓето за оние кои останаа и уште повеќе за оние минуваат. Да живеат мостовите и луѓето на нив. Овие мостови не само што ги поврзуваат со нивните куќи и со нивните семејства, повеќе од нив ги поврзуваат со нивните ниви, каде што доаѓа да ги обработат нивите, за да обезбедат род за грижа на нивните семејства. Со граѓани да имаат услови за подобар живот. Пуштивме во работа за изградба на локален пат од село Самоков до село Лупште во должина од околу 6 километри. Се надевам дека во рок од месец дена и тој пат ќе биде асфалтиран. Во исто време продолжуваме уште со 2 локални патишта. Тоа е патот за Калуѓерец и патот за село Близанско, за кој обезбедивме средства од Светска банка со поддршка од владата на Република Македонија. 6 мостови, 6 села, 6 нови надежи за поубав живот. Тече приказната како водата под мостовите. Ај Господ здравје до година за Илиндер, во водот да го пуштаме. Амин, Боже. Ајде. Фала, здрави живи. Ние од село Слатина сме посебно среќни и весели поради пуштање на новиот мост, прв бетонски мост во Слатина, и се надеваме дека наледниот Илиндер ќе го славиме со новиот водовод. Нашето село, овој мост многу ќе ни користи за сите во селово. Поготово за црквата горе, не може да се поет нагоре. Некој ќе рече, мала вода. То кога за миг во лето, кавегите, поточињата за миг стануваат нескротлива сила. Тука е мостот. Овој мост е изграден со средства од општината на Македонски Брод по барање на населението, бидејќи од спротива од наша страна е изграден дом за водици за користење кои што го користат мештаните од ова место, а исто така од оваа страна имаме и
изграден магацин кој што го користи приватна фирма Коро Чаеви. Се надеваме во догледно време дека со ставањето во функција на оваа фирма ќе заживеат и населението. Што гледате домов од деснава страна изграден, тој е граден за славата за Водици. Идејата се направи за да се изгради тој, бидејќи нашиот крст се намножи број негде 60 члена, а ни едно домаќинство така немаше во своите простори и куќи да ги собере тие гости. Тоа е изграден за тоа што нашиот крст е одбран 913 година. И од тогаш е осамосен крст и се викат Митревски крст. Благодарение на помош од одредени институции побаравни, ни дадоа собранието на општина Брод, градоначалникот, ни излезе во пресред на 2 пати, ни даде средства и со тоа еден проблем нашиот крст го реши. Сега овој магазинот што е, па по тоа мислат поради мостот едно друго и ќе запослат ако е могуćност и некои луѓе за да се вработат. И а друго, значи ако некој повика нема да биде ништо, раде сам му почнал, онади тој трчајлаж, ја отворено го отворам. Ама тој си направи као за што требет. На ова мовче подавде што беше се држија можети, а не време и да паднет, да се деси некој удес. Овие поточиња, рекички или како сакате, одат право во велика река, треска. А тука, чудо на природата. Велика се влева во помалата Вардар и го прави голем. Идај вамо, јела ти си представник. Сега се ќе кажеш да дојде вамо. Имате обовен со звучиците. Ајде, за убава за многу години, да. Најпрво сакам да ви го честитам верскиот и денес наш национален најголем празник Илинден. Ве поздравувам во име на Советот на општина Македонски Брод и во моје лично име и ви посакувам мостот да го користите за убави работи и да изградиме до година уште повеќе мостови, уште повеќе ваши идеи, да ги оствариме заедно, заеднички да одиме напред. Овај мост ќе служи за користење на цело село, на сите луѓе и од страна и од тука. Значи, голема благодарност до градоначалникот на општина Македонски Брод и на Советот на општината Македонски Брод, со тоа што им посакувам и понатака да работат, да стварат нови проекти и нови градби. Кога ќе најдојдат, нема помош, ниту од магаре, конј, трактор, автомобил. Ништо. Другиот брег станува неотсонуван сон. Нови мостови, нов берикет, нов живот за испустеното напуштени грав, шумски плодови, ореви. Приле. Овие луѓе, некои други луѓе, во општеството важни, не се сетиле да им ги спојат бреговите.
Моментално живеам в Скопје, а потекнувам од тука. Таа куќа тука што гледате, ја одржавам, веќе тука го проваѓам времето и го користам имото тука. Овие ниви, пченки, бавчи тука, мештаните го користат, работат, доаѓаат, го користат овој мост, али имавте прилика да видите претходниот како беше дрвена конструкција, наполно ќе пропаднат беше и благодарност голема што се изгради овој мост. Јас сум многу благодарен и на градоначалникот, и на советот на општината, и извоѓачот, инвеститорот и така натаму. И да користат сите маштаните што тука имаат потреба, гравитираат на овој дел на селово. Повеќето пола селото, скоро да речем, проаѓаат тука, го користат овој мост. Јас не го барав само лично за мене, него општо селски мост, да сите се служат со него. Ова се навидум мали, али многу вредни, кои што поврзуваат и куќи и треба тие мостови. Така е. Неодамна починатиот астронаут Нил Амстронг, кога се спушти на месечината, ќе изјави: "Мал чекор за мене, голем за човештвото." Така и со овие мостови, мали по големина, но големи за еднината на Порече. Овај мост во село Ковче е веќе трет што треба да се изгради. Има голема поддршка од населението тука, што е и че има многу големо значење тој мост во село Ковче. Има тука голем приход, има земјоделие што треба да се собират плодови од растенијата и така. Има доста иселеници од ова село, од Скопје што идат тука, што придонесуваат развој за селото, че има многу голем приход и така да ќе бидат многу големо значење што треба да се изгради овој мост. Толги години го чекаме ова, 20 години како швират, ветуваат, а овај пат е доста експлоатиран од шумското предпријатие и нашето село е во подемна прираст. Имат направено 25 нови викендици, од кои што имат заинтересирано уште повеќе да се направат. Ако се направи патот, мислам, како што е почне и ќе се направи. Нашето село имаше од подамна потреба од овај пат. Имаме и големо богатство на костен имат. Имат доста и природни шумски богатства, така што луѓето може да ги користат и тоа обстануваат. Да, ќе се врати животот во селото со асфалтирањето на патот. Општина Македонски Брод. Првиот човек со визија. Требаат мостови за селата, за животот, ама и Брод заслужува внимание. Градот Македонски Брод 90% е средено инфраструктурно, канализационо, патишта, улици. Меѓутоа, знаете, на наша територија имаме 51 населено место и со поддршка на владата и на Светска банка се надеваме дека наредната година ќе нема неасфалтиран локален пат во општина Македонски Брод. Да, над 500 метри кеј, инвестиција од 6,5 милиони денари. Во октомври, ново шеталиште за Поречени, ако даде Господ, а зошто да не даде? Почнавме со изградба на кејот, тоа се средства со апликација до Швајцарска агенција за обнова и развој, 50% и 50% средства од локалната самоуправа општина Македонски Брод и овој проект до месец октомври ќе биде завршен и во октомври месец се надевам дека ќе го пуштиме во употреба и ќе се спои со градскиот плоштад кој е изграден минатата година, така да и централното градско подрачје ќе добие свој лик и јас викам кејот ќе наликува на кејот во градот Скопје да личи на Република Македонија. И така, по мостовите и покрај нив минуваат генерации, а тие остануваат постојани и непроменети хроничари на судбините, времињата, епохите. За среќа, општината располага со своји средства за проектите, за
правење на проектите. Меѓутоа, за обезбедување на средства аплицираме до сите амбасади, до сите агенции, како што е Швајцарската агенција за обнова и развој, до владата на Република Македонија, и за среќа можам да кажам од секаде имаме поддршка, бидејќи ние сме носители и првиот услов проектите ние сме ги обезбедили. Јас можам да се пофалам и општинската администрација дека е една од најдобрите во Република Македонија, бидејќи нашата општинска администрација други општини во Република Македонија, например од оделението за ревизија, оделението за инспекторат, сите овие оделенија се на обслужување на овие 8 општини, нормално за тоа и исплатуваат средства, ја због општина една со најобучена администрација во Република Македонија. Нашата заслуга е со тоа што при нашето аплицирање бевме една од ретките општини која е спремна со проекти, ревизии од градежен факултет, меѓутоа гарант е владата на Република Македонија, бидејќи таа ги враќа овие средства, меѓутоа локалната самоуправа од свој домен беше секогаш спремна да аплицира и да ги добие овие средства. Исто сакам да нагласам дека потоа продолжуваме со изградба на уште 4 локални правци кои се обезбедени од Светска банка за развој на локални патишта, меѓутоа за нас се неповратни средства, бидејќи овие средства се враќаат од буџетот на Република Македонија. Сакам да нагласам дека ќе се градат локалните патишта за село Долно Крушје, Зркле, патот за село Требовље и патот за град Волчи. Наредниот период се надевам дека, бидејќи во градот Македонски Брод целосно ни е завршено инфраструктурата, нашата намера и нашата цел ќе биде изградба на локалните, доизградба на локални патишта, на локални канализации, локални патишта во селата и све што е потребно за нашите околени 50 населени места. Се надеваме дека ќе го врати животот во Порече, бидејќи имаме идеални услови за развој на селскиот туризам, езерскиот, бидејќи на наша територија изарото Козјак, реката Треска, посебно ловниот туризам, бидејќи 70% од нашата територија е покриена со шуми, идеални услови за ловниот туризам. Ни доаѓа Андрич пак на помисла. Има мостови за љубов, за разделба, за средби, тага. Овие се мостови на животот. Новиот живот на Порече.